На синокешните протести групата демонстранти со јајце ја нападнаа и демолираа Народната канцеларија на председателот Ѓорги Иванов на Рекорд, која беше под силно полициско обезбедување. Камења и други тврди предмети исто така беа оружје на демонстрантите кои предводени од лидерот на СДСМ Зоран Заев, заедно со поголем дел од раководството на партијата, продолжија да протестираат пред штабот на ВМРО ДПМНЕ, а оттаму пред владата. Дали ќе се повтори реализираното сценарио од месец мај минатата година, кога во протестите пред владата организирани од опозицијата, поддржана од невладините на Сорос, беа повредени 38 полициски службеници. Сликата од вчерашните протести не е ни малку поразлична. Покрај употребата на камења, тврди предмети и шипки, демонстрантите се обидоа да повредат полициски службеници, дури и со контейнери. За целта на одлуката председателот Иванов истакна дека е надминување на политичката криза и последиците од истата, кои директно или индиректно влијаат врз целиот македонски народ. Но ваквата реакција укажува дека веројатно нема услови за тоа. Очигледно обидот на Иванов за воспоставување соживот и балансирање на односите е погоден повод за нови немири и повикување на раздор помеѓу народот. Ваквите недолични демонстрации ја зголемуваат дамката фрлена врз основа на политичката криза. Продолжува апсурдноста. Македонец против македонец.